Државата под опсада од сопствениот криминал, апсење на функционери, директори, инспектори и босови во подземјето, откриени милионски злоупотреби во електраните, растурени наркомрежи и криминални банди, уапсени организирани групи за затајување данок и перење пари. Полицијата удри на повеќе фронтови. Во изминатава година и пол истражните органи спроведува низа големи акции и апсења насочени против организиран криминал, финансиски злосторства и коруптивни мрежи ширум земјата. Се чини најголемиот криминал бил направен во државните електрани. Обвинети се над 35 мина, само во случајот Адитив, каде штетата на државниот буџет се проценува од над 6,5 милиони евра. Или како што ќе каже обвинителката, злосторнички се здружиле да се збогатат иако државата им доверила еден од најважните системи за производство на струја. Како дел од Адитивот падна и претседателката на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска, за која во тек е посебен судски процес. Последно во декември лани истрага се отвори за поранешниот директор од редовите на ДУИ Бујар Дарлишта, кој како управител на ЕСМ електродистрибуција заедно со уште 30 мина се товарат за проневера од над 7,5 милиони евра. Предмет има и за набавката на отровен мазут за ТЕЦ Неготино, каде осумничен е Асмир Јаховски. Милионски штети на буџетот се направили во државната лотарија. Таму главниот осумничен Артан Груби ја напушти државата наместо да се соочи со правдата. Од не помал размер на корупција се и предметите поврзани со управата за јавни приходи. 10 мина паднаа само во предметот во кој прво обвинет е струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, кој со своји блиски и помош од службени лица од УЈП и други институции со години извлекувал пари од државниот буџет преку фиктивни трансакции и лажни пријави. За злоупотреба во УЈП беа и предметите Синџир 1 и 2, кои исто така се однесуваа за добро разработени шеми за даночни измами. Во последната акција паднаа уште 20 мина кои биле добро организирани за незаконски поврат на ДДВ, прикривање на даночни обврски и селективно затворање очи пред милионските долгови кон државата. Осомничени се дузина вработени во УЈП, а има и такви од раководните структури. Даночен референт беше инволвиран и во случајот со директорот за Агенцијата за земјоделска поддршка, кој беше фатан со парите кои ги барал за подкуп за да додели проектот ИПАР 3 фондовите заедно со уште 4 други. Флангрант беше фатан и екс-судијата Наке Георгиев, кој заедно со членот на Советот на јавните обвинители Иџет Мемети барале мито за да посредуваат во предметот за поранешниот градоначалник на Ново село Боро Стојчев, познат во јавноста како Боро Малборо. Тој одговараше за шверц на цигари и марихуана. Сметам дека сите оние акции кои што ги спроведовме како од аспект на борба против организиран криминал и особено висока корупција и злоупотреба на државни институции во минатото, сите оние акции кои што ги спроведовме во делот на уличниот криминал, сите оние акции кои што ги спроведовме во делот на борбата против трговија со дрога, трговија со луѓе и така натаму, бандите кои што ги разбивме во Скопје, бандите кои што ги разбивме во Тетово, во Источна Македонија, исто така, му даваат надеж на македонскиот народ дека можело и понеку. Расчистувањето со подземјето беше главниот фокус во акциите изминатава година. Растурена беше криминалната банда Грчес Дукјанџик, за чии припадници веќе има пресуда. Главниот Чевалј Муареми е во бегство во Дубај. Судењата за Беланоца Барон, како и за групата на Штекли, се во тек во Скопскиот кривичен суд.